Почитувани, денеска имате можност да присуствувате на караванот на отпорот, на караванот кој тргна од салата МЗТ, помина низ цело Скопје до Порта Влае и се врати назад тука на вистинското место, таму каде што се главните виновници за состојбата пред владата на Република Македонија, таму каде што е канцеларијата на премиерот Груевски. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на Скопје што масовно излегоа на овој протестен караван. Би сакал уште еднашка да подлечам дека единствен излез за надминување на оваа криза е одржување на фер и демократски парламентарни избори, предвремени парламентарни избори, како единствен начин да се обнови легитимитетот на институциите кој беше изгазен на 24 декември. Би сакал да порачам да не се лажат од власта дека СДСМ омекнува во своите позиции. СДСМ не само што има намера до крај да обстои на своите позиции, спремен е во овој период да разговара, меѓутоа уште еднашка напоменувам, без договор за одржување на фер и демократски предвремени парламентарни избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да се врати во парламент и нема да учествува на следните локални избори. И сите оние кои мислат дека досега пред СДС ќе му исправат ултиматум и со тоа ќе можат да ја решат работата, во големо се лажат. Социјалдемократскиот сојуз овој пат ќе оди до крај. Благодарам. Ќе ги вратите ли мандатите? Ќе ги врати на мандатите. Значи со сигурност Влајачката партија најави дека нема да има предвремени парламентарни избори. Останувате на ставот дека нема да одите на локални? Апсолутно нема да одиме на локални избори, нема да се вратиме во парламент, ќе ги вратиме мандатите, а целокупната одговорност за продлабочување на политичката криза која е најголема во последните 10 години ќе биде на контото на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Ние тоа не го посакуваме, меѓутоа немаме намера да прифаќаме ултиматум од страна на Груевски. Станците се уште гаат надеж дека може да се надмине оваа политичка ситуација. Врз основа на што го базира тој оптимизам? Што мислите? Мислам дека се помалку се шансите да се надмине оваа политичка криза, поради тоа што нема спремност од другата страна за разговор, за диалог кој ќе значи уважување на другиот. Уште еднаш можам да го повлечем она што го кажав апропо изјавата на амбасадорот Орав, дека оној кој што верува дека само со комисија за исследување на инцидентот ќе се реши политичката криза, или е наивен, или нема доволно аргументи на масата. Значи, многу брзо во следните денови, во оној момент кога ќе стане јасно дека пратениците во СДСМ и нивните мандати не можат да служат за надминување на политичката криза, во тој момент е јасно повеќе дека нема потреба од постоење на мандати на опозицијата во собранието, бидејќи на тој начин само ќе ја легитимираме оваа власт. Во таа ситуација како правно понатаму процедурата ќе се одвива без опозиција во парламент, што би требало да следи? Не би сакал да навлегувам во работи кои се јасни. Македонија во тој случај дефинитивно нема да биде демократска држава. Ви благодарам.